Црногорскиот премиер Мило Ѓукановиќ бил следен со најсовремени уреди на територијата на Србија. Лицата кои подготвувале напади во Црна Гора се приведени, изјави српскиот премиер Александар Вучиќ. Тој соопшти дека кај осумничените биле пронајдени 125.000 евра, како и униформи кои требало да бидат користени при нападите во Црна Гора, но одби да даде дополнителни детали за, како што ги нарече, илегалните активности кои наводно биле планирани за 16. октомври. Директна признања, dakle да не мислите да е некој од нас измишљао или нешто. Секако ние имаме повеќе податоци и детали, директни признанија, да не се помисли дека некој од нас нешто измислува. Во прашање се најсовремени уреди. Одредени лица го следеле движењето на црногорскиот премиер во секоја секунда и информирале други лица кои требало да действуваат. Лицата кои подготвувале илегални дејности во Црна Гора се под контрола на државните органи на Србија и Црна Гора е информирана за тоа. Вучиќ се пожали дека во Србија се забележани засилени активности на странски разузнавачки служби и од запад и од исток. Наводно биле забележани случаи на давање безбедносни материјали од страна на српски разузнавачи на странски амбасади, но српскиот премиер не сакаше да соопшти детали. Право затоа што то мале земје не раде. Малите земји не го прават тоа, само ќе се најдете на црната листа на оние што сметаат дека тоа им е дозволено на секаде во светот, но во оваа земја тоа не им е дозволено. Јас не им дозволувам да ја земат оперативната обработка на УКП. Некои луѓе не може да ги почитуваат малите слободни народи и едноставно размислуваат само спроведување на такви активности на дело. Ја земаат целата оперативна обработка. Се што ние правиме во криминалистичка полиција, тие го добиваат на флеш. Вучиќ за прв пат се изјасни за апсењето во Црна Гора на 20 српски државјани на денот на изборите, меѓу нив и еден пензиониран полициски генерал кои наводно планирале напади врз владини објекти и представници. Мило Ѓукановиќ извојува тесна победа на изборите во Црна Гора кои се одржаа на 16 месецов, а изборниот ден беше проследен со апсење на наводна терористичка група и со блокада на социјалните медиуми. Опозицијата обвини дека изборите биле наместени.